Денеска решив да седнам на кафе со кандидатот за градоначалник на општина Аеродром, мојот добар пријател доктор Трајановски, односно Александар Коска. Како си, Коска? Добар. Ке ти се обраќам така зашто цел живот така те познавам и чудно ми е, дури сега те прача во моментов како ти е правото име. Дека искрено. Така ме знаат и во Аеродром, да ти кажам право. 90% од аеродромци ме знаат како Коска. А од каде надимак од Коска? Надимак од Коска ми што трето одделение. Не е поврзано со мојата професија, ама уште од клас ме завика така па што е слаб по грацилен по форма и Коска и така после ми се уклопи со ортопедија. Со работата, супер. А како настана целата таа промена, односно како стигна доктор Трајановски од скалпелот во политиката си? Види, неминовно ми се наметна затоа што 4 години бев директор на ортопедија. Направивме прекрасни проекти таму, да ти кажам право, и се некако многу природно се наметна да продолжам овде, да го пренесам цело искуство од менаџирањето на ортопедија во општината. И така да беше тежок преломен моментот скалпер на општина, ама мислам дека сега ќе имам поголема врата да помогнам на многу повеќе луѓе. Не е само медицината, како медицина, сум помагал цел живот на луѓе преку медицината. Но сега ќе мислам дека ќе можеме преку локалната самоуправа да помогнам на поголем број на луѓе. Нормално тука е медицината, не се ја оставам на страна. Нема бегање од тоа. Да. А доколку не бевте доктор и не бевте во политика, дали имаме трета опција во животот? Што би биле? Ќе бев спортски коментатор, да ти кажам право. Спортски кој сериозно? Животна желба да бидам спортски коментатор и како мал секогаш ја гасев волуменот и коментирав, Не го знае во. Да, и татко ми вика, што правиш бе човече, цело време си вика со пред телевизорот коментираш. Викам, тоа сакам спортски коментатор. Едно време ми влезе толку глава, ама некако медицината ме прекрши. Така не продолжив на медицина и не сгрешив. Не, секако дека не, човек може сега да биде коментатор. Искрено и реално не, дека медицината не би ти сметала да бидеш коментатор. Мислам дека за секоја професија човек што се бави треба да се бави 100%. Да се посвети така. Да се посвети. Се сложи, ама иначе се друга аматерски ќе биде. Све има своја тежина, дефинитивно. Точно. А во медицината една грешка може да чини човечки живот, додека пак во политиката може да чини доверба. Што е потешко да се спаси? Вака, ја мислам дека човечкиот живот е многу потешко да се спаси и грешките во медицината стварно некогаш може да коштаат човечки живот. Доверба како доверба ќе ја преживеете и да изгубите, ќе се трудите да вратите. Човечкиот живот не може да го вратите. Така да мислам дека тие две работи имаат многу поразлична тежина. Кај што не може вака едноставно да се одговори така на кратко. Да. А ако морате да направите операција врз нашата општина, кои би биле првите 3 интервенции што би ги направиле? Првите 3 интервенции што би ги направил во наша општина, мислам дека кои да прашате од граѓаните ќе ви одговорат исто. Ќе го изчистите аеродром, ќе го позелените аеродром и трето и најбитно ќе го безбедите, да биде сигурен аеродром. Тие се 3 приоритети кои би ги направил јас во аеродром. Точно, аеродром важеше за зелена општина долги години, мирна, чиста општина. Дали имаме во планет тоа да го вратиме? Апсолутно. Сите ја памтиме оваа општина. Јас сум овде 44 години, ја памтам како зелена, како чиста, ја памтам разиграна, убава на секоја поѓана со деца. Сакам да го вратам оној малски дух во аеродром, што му фали. На сите аеродромци им фали тој. Значи сите сме седеле пред клупи до 3 до 4 часот. Да, сме играле потребници. Сакам да го вратам тој живот. Супер. Мислам дека ќе успеам. Ми се допаѓа оваа идеја, повторно да се дружиме сите малски. Ми фалат и мене тие времиња. А ако морате да бирате, да бидете популарен или почитуван, што би одбрале? Секако почитуван. Почитуван, мислам дека и самата професија ве прави почитуван. Нашата примарно е целта да направи почитуван тоа што го работиш, да прави почитуван. Популарноста си доаѓа сама по себе. Доколку сте почитуван, неминовно е дека ќе бидете популарен. Така да кога би бидел почитуван било секако на прво место. А што Коска го нервира повеќе? Дали гужвата во сообраќајот кога е заглавен во град или пак лош коментар на социјални мрежи? Дефинитивно гужва да ме вади од такт. Дефинитивно знам да изреагирам, знам некогаш и да свирам со автомобил. Среќа во последно време возам мотор, па многу не приметувам таа гужва. Ја заобиколувам, ама лош коментар на Facebook е одраз на целото општество. Луѓето седат пред компјутер, знаат да ги изнервира све, да дадат коментар. Да, како издувен вентил има. Дали некој ќе повредат или не, но сепак тоа е право на човекот. Да искоментира све на било кој зид. Сум го поминал тоа, апсолутно, сепак мислам дека гужвата е приоритет број 1 на цело Скопје. Да,
Се сложувам. А кога би морале да ги убедите граѓаните со една реченица, да ве одберат вас, која би била таа реченица? Која би била таа реченица? Види, со една реченица не знам дали ги можам да го одоловам моментот, но сепак би кажал во еден збор. Мојата отвореност према сите граѓани на општина Аеродром ќе ја практикувам и кога ќе станам градоначалник. Вратите ќе бидат отворени. Така да можам нека ме поистоветуваат со тој збор. Александар Трајновски ќе биде отворен према сите. Отворен према било која политичка партија, не само према Социјалдемократскиот сојуз, кога што бев доктор, лечев и луѓе од СДС, луѓе од ВМРО, луѓе од сите партии, не гледав на партија. Така ќе бидам и како градоначалник. Ќе бидам отворен према сите партии, ќе барам компромиси и ќе барам решенија, а не задкулисни игри. Доктор Александар Трајновски, Коска, ти благодарам за муабетот, а сега може да се напиеме кафенце на рад Да. и да разговараме на други теми. Апсолутно.